О, ти се плюкнам у Safe City, да ти се плюкнам кичмата, ме заболе, сад време заглавив у сообраќај, денес најдоа да тестираат, бе, сите нормални држави тестираат кога нема сообраќај, овие им текна сега кога сите се вратија на работа, кога сите се вратија у школа, кога има гужва, тогаш да тестираат. Нале ти се плюкнам. Си пошол сам со себе да си правиш муавет, да? Остај ме, значи не ми гази на жуѓ, молим те, значи остај. Нервозен си. Нервозен сум, да. Абе, праше ме нешто, многу сум раклија за зборење, бе. Праше. Да те прашам, ајде. Добар ден. Добар ден. Според статистика, истата храна во јануари во однос на декември е поскапена за 1000 денари. Што ќе кажете за тоа? Јас сум многу задоволен. И зошто? Па сега ќе ви кажам зашто. Денеска се тестирав ова основен пакет што е крв и мокрача и ги земав резултатите пред 20 минути. Холестеролот, пицикато, триглицериди, пицикато, сум ослабил килце 2. Нема више месо, нема више винце со месо и све си доаѓа на свое. Ја прочитав на интернет, французите викаат секој ден да се јаде боб. И од тогаш си јадам секој ден боб и супер, ќе си живеам 100 години. Што е тоа боб? Абе, боб на дијалект е граф. Аха. Боб. Јас сум Јонче, јадам секој ден бобче и ќе живеам 100 години. Добро, бе, нели ви е И срам? си прдам секој ден, си прдам по 100 пати во ден. Нели ви е срам да прдите на телевизија, мислам се? Не, ова е конзерва со прдеш, разбираш? Таа си ја купив сега и си праве. Не сте нормален, значи стварно не сте нормален. И уште нешто да ти кажам. Ајде. Значи, џабе го сменив ми името. Како, зошто? Еве, сега ќе ти кажам, значи, сега слушам овој Трамп, вика, бе, што ќе ни се тие Обединети нации, он си формира некоја организација за мир. Кај да е, он ќе го растури и НАТО. А зашто ние сменивме име? За да влеземе во НАТО. Ако се растури НАТО, идеме на референдум и си го враќаме името. Никад Северна, само Македонија. Бе, прдло еден, ајде бегај таму. Нале. Председателот на Бугарија по 9 години реши да си замине од функцијата со намера да стане премиер. Леле, немаат влада, сега ќе останат и без председател. Значи, нашиот источен сосед на вистина тоне у криза. Ја предлагам да им пратиме 5-6 комада од овие нашиве таленти, за да ги средиме малце од малцеме, разбираш? Пошто гледаш кај нас се е како подмачкано. Петре Шилегов од СДСМ упати остри критики кон Филипче. Рече, имаме 15 пратеници, веќе сме пета партија во Скопје, трета во Македонија. СДСМ тоне како Бугарија, како да кажам. Петре Шилегов е управо, тешко да не си му кожа на комуњарите. Ја да сум, ја би го стал Петре за председател на СДСМ, пошто човеков нон-стоп си е весел, насмеан, циничен. Со него дерман ќе нема Мицковски, ако ми верувате. Да, ама Петре Шилегов изгуби од една Данела. Абе, добро изгуби, ама тогаш за Данила стоеше цела армија, војската на ВМРО ДПМН. А сега Петре е неколку години постар и помудар. А и кого да ставиш бе таму председател кога сите се разбега? А за европското во ракомет што ќе кажете? Штета, мислам, Србија ја тепаше Германија, а изгуби од една Австрија. Стварно штета, многу ми е криво. За Македонија немате ништо да кажете, за Србија кажуваат. Па србите ни дадоа вакцини за време на ковидот, ни помогнаа со жито, со железница. И сега, ајде напред Джоковичу да ја освоиме и Австралија Опен. Само напред Джоковичу! За снегот во среда, што ќе кажете? Што да кажам? Станав у 7 сабајле, кога видов дека врне снег, толку се израдував, се напив едно кафенце, после се напив едно чајче, па искочив надвор да шетам еден сат. На враќање гледам децава пред зграда прават Снешко Белич. Леле им се придружив, леле какви срекни сите, па почнавме да се маваме со топки, се потсетив на детството, шубаво. Не отидовте на работа? Каква работа бе, каква работа бе. Ја кога видов дека врне снег, одма се ми беше јасно. И звонам на шефицата, викам имам температура, пошто кога врне снег знам какви глупости се случуваат. И затоа предлагам до сите што видат ути врне снег, одма нека си зимат слободен ден, така е најбезбедно. Министерот за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека Русија е подготвена за диалог со Европа, но се сомнева во неговата можност. Со други зборови нема диалог, ништо од диалогот. Многу ми се интересни тие политичарите. Све нешто кажуваат у обланди.
све нешто мудруваат. Абе, земи, кажи просто. Значи, диалог нема да има, запирка, ке си ја газиме Украина, се додека не ја смачкаме. И тоа е тоа. Точка, не се разбира. Учениците се вратија во училишните клупи, а со тоа се зголеми и ризикот од ширење на грипот. Да, а пикот доправо доаѓа. Јас предлагам, ако се види дека се зголемува бројот на грипосани деца, власта да воведе онлайн настава. Учителите, наставниците, професорите нека си предаваат од школа, а учениците нека си учат од дома. Ке нема да губат од настава, ке нема грипосани деца. Па да, ова ви е паметно. Абе, јас многу сум паметна, ама нема среќа со тој машме, бе. Знаеш ли каква будала е, бе? Абе, знаеш што ме вика? Сабајле, викам, абе, човек, знаеш ли од кога немаме водено љубов, бе? Он ми вика, ајде мори, доста ме навраќаш пред 3 години. Мајму, не да.